Добар ден, почитувани. Во наредните 50 на минути следува најновата тема амбуланта. Што ако Паркинсоновата болест воопшто не започува во мозокот? Се повеќе научници истражуваат смели хипотези дека болеста може би почува во цревата, во бубрезите, па дури и дека одредени вируси можат да ја активираат. Дали е точно дека кај многу пациенти пред првите знаци на тремор исчезнува чувството за мирис? Можно ли е обстипацијата, нарушениот сон или хроничниот умор да бидат првите сигнали? За најновите истражувања поврзани со Паркинсоновата болест, денеска разговараме со професор доктор Иван Барбов, невролог. Разговорот следува по рекламите, а при крајот на денешното издание ќе имате простор и за ваши прашања во програма. Се гледаме набрзо со гостинот во студиото. За Паркинсоновата болест денеска во Телма амбуланта разговараме со професор доктор Иван Барбов, специјалист по неврологија од Универзитетската клиника за неврологија. Професоре, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден и на вас. Ви благодарам за поканата да учествувам во оваа емисија и воедно да ги поздравам вашите гледачи. Се надевам ќе слушнат корисни информации за ова заболување. Професоре, каква болест е Паркинсоновата болест? Дали е тоа невролошко, дегенеративно заболување, доживотно ли е? Паркинсоновата болест е невролошка болест. Таа е хронична, прогресивна, значи се влошува. Хронична прогресивна го инвалидизира пациентот, значи инвалидизирачка болест, кој се случува заради недостаток на допамин во мозокот, кој недостаток доведува до моторни и немоторни симптоми кои многу го отежнуваат квалитетот на животот на пациентот. Движењето какво е кај овие пациенти? Секогаш е забавено? Тоа е еден од кардиналните симптоми брадикинезија. Пациентите успорено се движат во секојдневните активности. На почетокот тоа е помалку изразено, потоа е повеќе изразна таа брадикинезија, успореност. Меѓутоа има и други главни симптоми. Тоа се треморот, тресењето на рацете може да биде и на нозете, ригорот, укоченоста на мускулатурата од екстрапирамиден тип, бидејќи ова е заболување во групата на екстрапирамидни заболувања, и оштетување на посторалните рефлекси, односно рефлексите на стоење и одење, и често овие пациенти при нагло свртување паѓаат. Дури некој се случува да биде еден од првите симптоми на Паркинсонова болест паѓањето, па тие се чудат зошто паѓаат, бараме други причини, уствари тоа е симптом исто на ова заболување. Значи не секогаш болест се започува со тремор, односно со тресење на рацете и на нозете. Споменавте дека допаминот се поврзува со Паркинсоновото заболување. Што е тоа точно допамин? Често слушаме за допамин во последно време. Допаминот е медиатор во мозокот, се слободува во синапсите помеѓу каде што се поврзуваат две нервни клетки, и тој е важен во функцијата на моторниот систем. Меѓутоа, кај овие пациенти тој се синтетизира во еден дел од продолжениот мозок, во црвените јадра, и од тука се пренесува во сите делови на мозокот. И тој е важен во нормалното функционирање на организмот, односно на мозокот. Меѓутоа, кај овие пациенти постепено се намалува лачењето на допаминот и има недостаток, поради што се нарушува трансмисијата во централниот нервен систем и се јавуваат овие симптоми. Дали е допаминот тој што се излачува при задоволство, кога, да речеме, кога скроламе на телефон, Па тоа има повеќе медиатори, тоа е серотонинот, така наречен хормон на среќа, кој се лачи при такви активности. Меѓутоа, секој пат имаме лачење и на допамин, и затоа има така една шега кај невролошките болести е пореметен допаминот, а кај психијатриските е серотонинот. Така. Сега, кога зборуваме за симптомите кај лицата со Паркинсонова болест, дали има вистина дека години пред појавата на треморот, вкочанетоста и забавениот од, може да се изгуби чувството за мирис? И дека тоа всушност може биде првиот предупредувачки знак за болеста? Тоа секако може да се случи. Порано, кога ние студиравме, учевме дека Паркинсоновата болест е чисто моторна болест и нема други пореметувања. Меѓутоа, последниве години клиничката слика се искристализира, така да освен моторните има и немоторни симптоми. Во тие спаѓа пореметување на чувството на мирис, меѓутоа исто така
депресијата која често се јавува кај пациентите, замор, фатик, други пореметување на однесувањето, значи сето тоа што не е поврзано со моторната симптоматологија, во која спаѓа и пореметувањето на мирисот, така да овие симптоми, исто така пореметување на вегетативниот нервен систем, и овие симптоми може да се јават пред моторните, и затоа некој пат треба да се внимава на овие заболувања. Често пациентите први се диагностираат како депресија заради таа придружна депресивна состојба, па дури потоа ќе се јават моторните симптоми на Паркинсоновата болест и тогаш веќе знаеме дека се работи за ова заболување кој започна со депресија, со промени на однесување и други немоторни симптоми. Доколку се изгуби чувството за мирис, дали тоа е трајно? Тоа е трајно, да, кај Паркинсоновата болест. А може ли предупредувачки знаци да бидат и обстипација, нарушен сон и слично? Да, исто нарушениот сон спаѓа во немоторните симптоми. Рековме пореметување на однесување, пореметување на сонот. Значи тоа може да биде, а исто така обстипацијата е вегетативна симптоматологија. Може да биде обстипација, може да се сменува со проливи, со тахикардии, брадикардии. Значи сето тоа што контролира вегетативниот нервен систем е дел од клиничката слика на Паркинсоновата болест. Научниците денес истражуваат смели хипотези дека можеби Паркинсоновата болест започнува во некој друг орган, а не во мозокот. Се споменуваат бубрезите, цревата и дека оттаму се расејува во мозокот. Па што велат најновите сознанија поврзани со овие хипотези? Значи, вака кога ќе отворите литература, посебно сега нели на интернет, ќе прочитате најнови истражувања кои се прават во врска со тоа и меѓутоа тоа треба да го поврзате со големата слика за болеста. Инаку, еве ова година има излезена една студија каде еден протеин што се наоѓа во целиот организам, меѓутоа најмногу во мозокот, алфа-синуклеин, кој исто често е во етиопатогенезата на болеста, е откриено дека се синтетизира и во бубрезите алфа-синуклеинот, меѓутоа тој е исто невротрансмитер кој е користен во метаболизмот на клетките, значи нормалниот алфа-синуклеин нема да направи проблем, меѓутоа патолошкиот, кој е најчесто генетски условен, може да доведе во мозокот за стварање на овие левиеве тела, каде што тој се таложи, и овие левиеве тела да се предизвикатели на овие наследните Паркинсонови синдроми, меѓутоа улогата на бубрезите во стварање на алфа-синуклеинот упатува на тоа дека таа е една системска болест, не е ограничен само на мозокот, туку и може да бидат зафатени други органи, бидејќи тој патолошки алфа-синуклеин исто така ќе ги оштети и бубрезите. Значи, тоа е објаснувањето кое што е поврзано со бубрезите. А што е со цревата? Може ли нарушениот микробиом исто така да влијае на мозокот и да доведе до Паркинсонова болест, односно нарушување на рамнотежаната на бактериите, вирусите, сите микроорганизми што живеат во цревата? Значи, последниве години има многу истражувања за поврзаноста на микробиомот, посебно со централниот нервен систем. Откриено дека има посебни врски кои ги поврзуваат цревата со мозокот и така да овој микробиом често ние го занемаруваме. Тоа е значи една огромна маса, се смета дека има скоро 2 килограми, над 10 десетици милиарди бактерии, вируси, габички и сите микроорганизми кои тука живеат и бидејќи има над 6000 бактерии во цревата, различни видови кои секој имат ДНК, вкупната ДНК на микробиомот е многу поголема од ДНК на еден човечки организам. Значи тука навистина се случуваат процеси кои ние многу не обраќаме внимание. Овој микробиом сигурно е користен. Тука се синтетизираат Б витамините, К витаминот што е важен во коагулацијата на крвта. И рамнотежата во микробиомот е многу важна за здравјето на организмот. Пореметувањето на микробиомот доведуваат пореметувања од целиот организам, веќе организмот не е пати, не е тој здрав организам кој ние за секого сакаме да биде, меѓутоа конекциите со мозокот доведуваат, односно се поврзани со дегенеративните процеси во мозокот, во кои спаѓа и Паркинсоновата болест. Значи, постои линк помеѓу стомакот и мозокот? Секако, тоа е научно докажано и има посебни лекари кои се бават со тоа, со поврзаноста на гастроинтестиналниот
тракт и централниот нервен систем. Исто така се разгледува можноста Паркинсоновата болест да се активира поради одредени вируси. Истражувањата покажуваат дека во мозокот на лице со Паркинсонова болест се најдени невообичаено високи нивоа на еден распространет вирус. Па може ли да тоа отвори прашање за неговата улога во појавата на болест? Се гледа дека вие доста се спремили и сте читале за оваа емисија. Тоа исто така се голем број на истражувања за улогата на инфективните агенси во етиопатогенезата на Паркинсоната болест, бидејќи доколку некој инфективен агенс или воспаление е причина за болеста, тогаш начините на лекување би се промениле, односно би била тука во прашање антивирусна, антивоспалителна терапија и има еден хуман ПГ вирус, порано наречен вирус на хепатит Г, кој многу во поголеми количини најден во мозокот кај пациентите со Паркинсоновата болест, отколку кај здравите контролни лица, и затоа се смета дека тој може да има одредена улога и сите нови лекови, значи за Паркинсон сите се многу стари лекови, само се прават нивни модификации, меѓутоа новите лекови кои се во подготовка сигурно ги имат во обзир и тие на пореметувањата нели во микробиомот, вируси кои во тоа учествуваат, воспалителниот дел на ова недостаток на допаминот, и на тој начин би се променил и самиот начин на лекување, бидејќи сегашниот не е задоволителен. А може ли и некои секојдневни вируси како што е грипот, ковидот, исто да биде тригер за појава на Паркинсонова болест? Што велат истражувањата на таа тема? Значи, ковид пандемијата нели го промени светот на многу начини, меѓутоа и во откривањето на врските помеѓу вирусните инфекции и невролошките болести, така да после ковид пандемијата имаме голема зголемување на мозочните удари, бидејќи коагулабилноста на крвта тука е зголемена. Понатаму поврзан со имунолошките болести, зголемување на бројот на имунолошките болести како што се мултипла склероза, мијастенија гравис, меѓутоа зголемување на невродегенеративните болести. Уште не е точно утврдено нели дали има поврзано со ковид вирусот, со ковид вакцината која нели некако многу брзо се направи и сите ние ја примивме. Денес мислам дека веќе не се произведуваат ковид вакцини, бидејќи нели вирусот не е толку патоген како порано. Меѓутоа фактот дека овие негативни во секојдневната пракса што ги среќаваме, Паркинсоновата болест, Алцхајмеровата болест, амиотрофичната латерална склероза, која исто така е една сериозна болест, се јавуваат кај многу помлади луѓе. Значи има една епидемија на појава на Алцхајмер, на Паркинсон, на амиотрофична латерална склероза кај помлади луѓе. Сега сигурно има некоја причинска поврзаност зошто овие болести порано се јавува над 60 години, а сега ќе се јават кај 30 години. Тоа науката тек треба да го докаже, меѓутоа вака кога ние гледаме во нашата клиничка пракса, значи после ковид пандемијата многу болестите се променија, не се тие што сме ги читале во книгите и што сме ги знаеле. А што е со влијанието на животната средина, професоре, со загадениот воздух, со токсините, пестицидите? Имат ли тие поголемо влијание, да речеме, од генетиката, доколку пак се изолирани некои генетски фактори кои што укажуваат на можна корелација на наследниот фактор со појава на Паркинс? Како и сите болести, Паркинсон го делиме на два вида. Идиопатски паркинсонизам, за кој најчесто зборуваме и за кој зборувавме до сега, нели дека повеќе фактори се вклучени, меѓутоа не е точно, не се знае точната поврзаност како болеста настанува. И имаме така наречен секундарен паркинсонизам, кога паркинсонизмот е резултат на некое заболување, така да изложеноста на загаден воздух, на тешки метали, на јаглероден моноксид. Понатаму, на почетокот на 20 век, таа голема епидемија со шпански грип, кога после шпанскиот грип десетина години се јавува овој летаргичен енцефалит, воспаление на мозокот, а па десетина години после летаргичен енцефалит се јавува епидемија на Паркинсонова болест. Значи болестите на мозокот како што енцефалит исто така може да придонесат до стварање на порана Паркинсонова болест, така да таа поврзаност еве преку тие епидемии се гледа дека има голема поврзаност помеѓу инфективните агенси и
појавата на Паркинсоновата болест, ние тие ги викаме секундарни паркинсонизми и тие се лекуваат нели со отстранување на факторот што довел до нив. А механичка повреда на главата, дали подоцна во животот ќе отвори простор, односно ќе доведе до зголемен ризик фактор за појава на оваа болест? Значи, обично механичка повреда не верувам дека може Силен удар, да доведе. во главата? Меѓутоа, повторувани удари, ние може на крајот да спомнеме Мухамед Али, познатиот боксер, тој се разболел од Паркинсонова болест. Еден од познатите личности, спортист, кој се разболел од Паркинсонова болест, нели, кој на крајот на животот го инвалидизираше. Така да повторуваните удари веројатно доведат до оштетување на белата маса енцефалопатија и потоа развиток на паркинсонизам. Имате ли постојат ли некакви анализи, дали можеби лицата кои што имаат некакви автоимуни заболувања почесто заболуваат од Паркинс или нема таква корелација? За сега нема корелација со автоимуните заболувања. Со факторите од надворешната средина спомнавме, така да тие би биле отприлика причините. Ги наведовте на почетокот на емисијата најчестите симптоми кои што качуваат на Паркинсонова болест. Колкав дел од тие лица со текот на времето ќе имаат проблеми со меморијата? Ќе покажат ли некакви симптоми на деменција? Секако со подолго траење на болеста се развиваат и когнитивни промени и на крајот деменција. Тие Алцхајмеровата болест и Паркинсоновата болест се како брат и сестра. Пациентите што имаат Паркинсонова болест во напреднатиот стадиум развиваат деменција и обично пациентите кои првично се дијагностираат со Алцхајмерова болест, со текот на времето развијаат Паркинсонов синдром. Така да кога овие две болести се во напредна фаза, ние дури не може да знаеме што почнало прво, значи тие имаат клиничка слика на деменција и на паркинсонизам и така овие пациенти завршуваат. Холивудскиот актер Майкл Џей Фокс, кој што има Паркинсонова болест, всушност прочитав дека се повлекол од актирството, бидејќи почел да го заборава текстот. Што требало да го меѓу другото. Каква форма на Паркинсонова болест пак има тој? Овој познато ли е? Майкл Фокс, што го гледавме нели во популарните филмови Back to the Future, тој се разболе од рана Паркинсонова болест. Значи тој од Паркинсонова болест се разболе на 30 и некоја година, тој е млад или јувенилен паркинсонизам, што е секако потешка форма на болеста, бидејќи рековме болеста доживотна. Значи друга ако се разболиш на 70 години, а друга ако се разболиш на 30 години. Тој го помина целиот тој пат на лекување на Паркинсонова болест, дури му беше направена и ова, во тоа време ретко се правеше длабока мозочна стимулација, deep brain stimulation. И мислам неколку пати се правеше кај него, меѓутоа болеста прогредираше. Тој не само веројатно имал и когнитивни промени, меѓутоа и тешкоти со движењето и тој после тоа нели формираше таква организација за помош и истражување на пациентите со Паркинсонова болест. Скоро го гледав на еден концерт, се појави во инвалидска количка, значи неговите движења, бидејќи од тогаш сигурно има 30 години поминато, така да тој веќе инвалидизиран. Меѓутоа, со нега, со овие други немедицинските терапии, веројатно тој сепак се одржува до некој добар степен. Влија ли болеста на животниот век? Го скратува ли? И дали е заразна, професоре? Болеста не е заразна, не е откриена ген, што ако се стави во друг организам, што кај експериментални животни се прави, нели дали може да се пренесе болеста, секако дека не е заразна. А дали го скратува животниот век? Влие ли на... Секако дека животниот век е скратен, не многу, ако болеста нели правилно се третира, ако пациентот има правилна нега, се смета дека може да живее нормален животен век, меѓутоа кај нас заради недостаток и на лекови и на нега на овие пациенти сепак мора да кажеме дека животниот век е малце скратен. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани емисијата е контакт на професор доктор Иван Барбов, невролог, е гостин во студиото на Телма и тој ќе даде одговори на сите прашања и дилеми кои што вез за сегата се поврзани со Паркинсоновата болест. Професоре, како денеска болеста се дијагностицира? Постојат ли некакви биомаркери преку крвта што се добиваат, урината или пак можеби и цревата?
за навремено да се открие болест? Од секогаш и па и денес болеста се диагностирала исклучиво клинички. Значи, Што тоа значи? Со преглед Со на преглед. пациентот. Пациентот, кога е напредната болест, уште кога ќе влезе од врата, ние може да го познаеме, бидејќи он има карактеристична положба на телото под наведната, таа положба на скијач, што е, кажуваме, оди со бавни, ситни чекори, лицето е масковидно, значи без изражено, тој не тешко може да се насме или било која емоција може да ја изрази, при тоа лицето заради вегетативниот нервен систем е како полиено со зејтин, викаме фација солеоза, и така да пациентот веднаш ќе го познаеме. Ако направиме невролошки преглед и ако пациентот ги има 4 кардинални симптоми, веќе сме сигурни дека има Паркинсонова болест. Кои се тие 4 клучи симптоми? Тресењето, Добра. треморот, укоченоста на мускулите, ригорот, брадикинезијата, успореност на движењата и оштетување на посторалните рефлексии, односно паѓање на пациентите. Тие се 4 кардинални симптоми. И ако пациентот ги има, болеста е сигурно. Тоа што правиме испитувања за да исклучиме болести кои се слични, односно кои доаѓаат во диференцијална диагноза на Паркинсоновата болест, тоа е најчесто Вилсоновата болест, каде имаме пореметување на метаболизмот на бакарот, па испитуваме бакар и церулоплазмин во крвта и во урината. Понатаму правиме компјутерска снимна, магнетска резонанца, да видиме да не е некој воспалителен процес кој може да имитира Паркинсонова болест. Значи, сите испитувања што ги правиме се во смисол на исклучување на други болести. Ако има големи неволни движења, правиме генетско тестирање за Хантингтонова болест, да не се работи евентуално за таа болест. И една многу честа состојба, тоа е есенцијалниот тремор, кога на луѓето им се тресат само рацете, а немат други симптоми. Тој есенцијален тремор е бениген, го има кај фамилии, ке каже татко ми имаше тресење, дедото или така, значи се наследува тој тремор, меѓутоа тој се јавува кај млади луѓе, али не еволуира. Значи во текот на целиот живот ова тресење ќе биде со тој интензитет, со тоа што при емоции, при стресови, при возбуденост, во тој случај есенцијалниот тремор се зголемува. Значи треморот сам по себе, односно тресењето, не значи Паркинсонова болест. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Во престојните минути ќе слушнеме неколку прашања од гледачи. Добар ден. Се јавам да го прашам докторот, поздрав. Така, повелете. Поздрав до вас. Јас панкреасот го снимав со црево и со компјутер, ама ми најде спуштен панкреас. Од што може да настане? Имате прашање за панкреасот, ако не ве разбрав? Да. Денешниот гостин е невролог. Ви дале одговор, професоре? Да, ви благодарам за вклучувањето. Јас ги замолам гледачите да се држат до темата на која што говориме. Кога ќе имаме емисија која што е поврзана со гастроинтестинални тегоби, тогаш ќе може да се постават и овој тип на прашања. Продолжуваме понатаму. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете во програмата. Да го поздравам професорот. Ви благодарам. И сакам да прашам, момичката е 18 години и има веќе година време нешто раците и се тресат, па како може беме на невролог па да даде некоја апчиња и ви да ми беше да пие. Дали што да прави, што да пие, не знам. Докторе, да имате нека прашање дополнително? Кај колку годишно? 12... Колку годишно рековте дека девојчето? 18 годишно. Да. Ви благодарам за вклучувањето. Значи, тука прво што би дошло е есенцијален тремор кај девојчето. Најчесто се јава тој во таа возраст. Треба се испитат тироидните хормони, бидејќи пореметување на тироидната жлеза исто така знаат да дадат тремор. И веројатно исто така Вилсонова болест, некои такви слични заболувања, групата на екстрапирамидни заболувања. Значи, треба на сите нив да се мисли, бидејќи терапијата е различна кај сите од нив, али најверојатно се работи за есенцијален тремор. За есенцијален тремор, на што пред малку го појаснувавте. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ден. Во програма сте, повелете. Ви благодарам. Би сакала да го прашам докторот. Тој сме на невролог и диагнозата е Г23. Веројатно ја знае, ни препишаја лева допа, 4 по 1/4, таблети расагилине од 1 мг, таблети пекамет
од 100 мг и таблети Асентра од 50 мг. Сега овие расакилине, таблетите не можеме да ги најдеме нигде. Дали постои некоја замена за нив или симптомите му се за сопругот се работи. Нема тресење на рацете, него падови, кажавте, и укоченост на нозете. При движење пократка релација му се кочат нозете, не може да оди. Така. Професорите, имате уште некои прашања или тоа е тоа? Дворете, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, пациентката била на невролог, дадена е вообичаена терапија што ние даваме. Разигилинот, за жал, се појави пред 10 години како додатен лек за терапија на Паркинсонова болест, меѓутоа го нема веќе кај нас. Некои пациенти кај кои стварно индициран го купуваат од странство, заедно со некои други лекови. И во оваа прилика мора да кажеме дека ние сме многу ограничени во терапијата на Паркинсонова болест, односно пациентката ја спомена златниот стандард во терапија на Паркинсонова болест е леводопа, карбидопа. Тоа е комбинација која го зголема допаминот во мозокот, а понатаму допамински агонисти, кај неја препорача расигилин, меѓутоа тој го нема, меѓутоа го има прамипексолот како допамински агонист, така да веројатно може со него да се замени. Пекамерсот е амантадин хлорид, исто така се дава како невропротективна терапија кај Паркинсоновата болест, и последниот лек е антидепресив, што спомнавме дека депресијата е дел од клиничката слика. Значи, лекот што го нема може да се замени. Дозата на леводопа е навистина мала, 4 пати по четвртинке, тоа е само почетна доза, и понатаму треба се посетува лекарот за да се зголеми дозата на леводопа до момент кој ќе биде таа најефикасна. Уште еден гледач има. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ме молам, на врвот на прстите на десната рака ми се јавува трнење. Не постојано од време на време, ама се почесто. На што се должи и замолувам терапија. Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Терапија во програма секако дека во телевизиска емисија не можете да добиете, но можете да добиете совет кои чекори понатаму да ги преземете. Што советувате во овој случај? Прво, дали пациентката има диабет, тоа да се треба се расчисти, бидејќи диабетот дава диабетична полиневропатија, таа може да биде изразена само и на делови од телото, не мора да биде генерализирана како што вообичаено е. Али ова трнење најчесто се јава како резултат на вратна спондилоза. Значи, вратната спондилоза ќе притисне некој од нервите за инервација на раката и најдисталните, најдолните секој пат страдат, и затоа симптомите болка, трнење секој пат се јават во прстите на рацете или на нозете, и во тој смисол треба се направи испитување на вратната кичма. Значи, следно е тоа испитување на рветот, всушност. Рветот, да. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до емисијата и до докторот. Благодарам. Дали оштетено нервно ткиво може да доведе до ваква диагноза и дали современата медицина сега има нешто за регенерирање на нервното ткиво? Ви благодарам. Кој е нервно ткиво? Кој е нервно ткиво? Што точно е оштетено? Не добивме одговор, се исклучи гледачката. Значи, може да биде оштетено нервното ткиво на ребетот, може да биде на централниот нервен систем, така. Општо оштетено нервно ткиво. Но еве, дали можат изумрените нервни клетки да се регенерираат? Може да ја да го преформулирам прашањето. Невроните се најдиференцираните клетки во човечкиот организам и тие ако изумрат не може да се обноват. Веројатно пациентката мислеше на изумрено ткиво при мозочните удари, бидејќи таа е многу честа болест, и да кажеме кај тромботичните исхемични мозочни удари настанува запушување на крвниот сад, и тој дел што е васкуларизиран од мозокот од тој запушен крвен сад останува без крвоток, без кислород, без гликоза, и тој се оштетува, и тоа оштетување е веќе тука дефинитивно. Меѓутоа при лекување на мозочниот удар борбата е да се спасат околните структури, значи тоа оштетување да биде што помало, таа едематозната обвивка што ја викаме пенумбра, тука да преживеат нервните клетки. Иначе, ако мисли на оштетување, например, на нерв на нога, да кажеме, од некоја повреда,
Ако нервот е потполно прекинат, тој е прекинат и веќе атрофира, не може. Меѓутоа, ако е делумно прекинат, настануваат процеси на регенерација, значи доколку нервната клетка е зачувана, нервите продолжетоци имаат способност да се регенерираат и тоа регенерирање оди многу бавно, помалку од 1 милиметар на ден, и затоа ако имат ошетување, да кажеме, горе на ногата, додека стигне нервот, значи ова регенерација трае со месеци, затоа пациентите могат да бидат трпеливи, затоа што тоа многу бавно ќе се врати функцијата, али сепак ќе се врати ако нервот не е комплетно прекинат. А доколку е оштетена миелинската обвивка на нервите, она... Доколку е оштетена, тоа се демиелизаторни процеси, меѓутоа ако аксонот е очуван, миелинот исто така се регенерира. Аха, се регенерира. Добро, да вклучиме уште еден гледач. Да. Добар ден. Добар ден, во програма сум? Да, во програма сте, повелете. Сакам да го прашам докторот, дали појачана саливација, плунка во устата е симптом за Паркинсонова болест? Како лигавање, да речеме, постојано? Тоа е уште едно интересно прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Молим. Пријатно. Значи, зголеменото лачнена плунка или саливација е еден од многу честите симптоми во напреднатите стадиуми на паркинсонизмот. Тој се должи на два механизми. Едниот е пореметување на вегетативниот нервен систем и поголемо лачење на плунка од колку што е вообичаено. Вториот механизам е отежнатото голтање кај овие пациенти, затоа тука настанува една дискинезија на голтањето и плунката се собира во устата, а исто така и заради отежа движење на респираторниот апарат, изфрлањето на саливата, на бронхиалниот секрет, тој се собира во уста и често на пациентите им тече од уста, бидејќи тие не можат да го голтнат и ствара еден непријатен симптом, пациентите постојно се бришат. Има некои лекови кои ја сушат устата, значи антихолинергични лекови, кои ја сушат устата и го намалуваат продукцијата на плунка, затоа што навистина им смета на пациентите, меѓутоа па тие имат многу несакани ефекти, така да мора да се избере една средина што ќе биде најоптимална за пациентот, да се намали саливацијата со минимум несакани ефекти. Дали ова значи дека денешната терапија влие само на симптомите на болеста и може ли да се очекува во иднина нешто што би го запрел прогресот на болеста, па би довело до комплетно излекување? Па за сега нема такви наповидок, пошто ние пратиме, јас и пред 2 години бев на еден конгрес во Мадрид, што беше баш за иновативните терапии. Се уште златниот стандард леводопа, карбидопа се употребува, меѓутоа се употребува некои други форми, како дуодопа, тоа е еден раствор за континуирано, значи бидејќи ние кога даваме таблетки, четвртинки, половинки, им велиме првин лекот го даваме на 5 или 6 часа, како тече времето, ефектот на лекот се намалува и тие мора да ги пијат на 4, на 3, на 2, некој пат на 2 сата мора да пијат лекови за да се, бидејќи штом падне ефектот од лекот, они им се враќа вкоченетост на симптомите. Еден од тие препарати е дуодопа, тоа се пумпици кои се инсталираат преку желудникот во 12-то палачно црево, се прицврстуваат на телото и на тој начин континуирано се прави вризгување на леводопа во цревниот систем, односно во 12-палачно црево, со цел подобро да се одржи контролата на ова вкочањето на тресењето. Значи, дуодопа се, пумпиците се најнови во третирањето на Паркинсоновата болест. Ја спомнавме длабоката мозочна стимулација. Што е тоа, хирушки зафат е тоа или? Тоа е хирушки зафат, да. За жал се уште не се прави во Македонија, па пациентите се праќаат на лекување во странство, најчесто во Турција. Во длабоките мозочни структури се имплантираат електроди. Тие електроди се поврзани со надворешен девајс, односно со еден таблет, преку кој може да се менува јачината на стимулацијата, да се зголема, да се намалува и затоа овие пациенти треба редовно да се контролираат. Длабоката мозочна стимулација е најкорисна кај пациентите кои имаат повеќе симптоми на едната страна, да кажеме ригорот, треморот, сите се повеќе на левата страна и во тој случај треба на левата страна од мозокот да се имплантира и тогаш ефектите се навистина големи. Има некои сега понови што ги стимулираат и двете страни
и навистина ефектите од оваа стимулација се многу добри. Во Македонија има едно 10 пациенти на кои е направена ова длабока мозочна стимулација и навистина тие многу се подобрени, меѓутоа кога доаѓаат, обично засега се уште доаѓаат колеги од Турција да ги баждарат, да ги контролираат. Значи ако вие го исклучите апаратот, пациентот ќе се укочи, веднаш ќе му се вратат симптомите. Значи, редовно баждарење потребно на... Треба да внимателно и со тек на време, бидејќи нели паѓа ефектот и на стимулацијата, таа треба се зголемува, али тоа со посебни апарати лесно се постигнува. И нивната состојба драматично се подобрува? Драматично се подобрува, да. Немаат веќе потреба од лекови? Лекови мора да пијат само во помали количини. Не може потполно се зависи од лекови. Значи не може да се исклучи да. терапијата. А се работи ли на некакви антитела кои што се поврзани со оној протеин што се таложи и во бубрезите и во мозокот? За сега нема такви, повеќе се насочени кон Алцхајмеровата болест, бидејќи Алцхајмеровата болест е болест на таложен амилоид, да се антитела кои би го повлекле амилоидот, нели, да се повлекува, да се изфрла од организмот и на тој начин да се намали неговата количина или потполно да се отстрани од наталожениот амилоид, ама и тоа мора да се направи во многу рани фази на болеста, бидејќи се видело во подоцнежните фази, кога има развина когнитивни симптоми и да се отстрани амилоидот, кај пациентот нема клиничко подобрување. А што е со оние хипотези дека може би болеста е поврзана со цревниот микробиом? Дали давањето на пробиотици би се очекувало да допринесе, да придонесе за подобрување? Ние сите е важно да имаме добро варење, бидејќи ние сме тоа што јадеме, нели? Исхраната е многу важна и претоа многу е важен и микробиомот да биде здрав. На тој начин и нашето здравје се подобрува и сигурно и невролошката состојба ќе се подобри, за разлика од пациенти кои многу често примат антибиотици, настанува пореметување на ова флора, па мора нели да се додаваат пробиотици, сето тоа. Значи здравата флора е најдобра и превенција, меѓутоа и подобрување и еден немедицински, медицински уствари овој начин на лекување на Паркинсоновата болест. Постојат некои специјални диети за пациенти со Паркинс? Па за сега не. Тамо значи здрав начин исхрана. Да, здрав начин на исхрана. Ние на пациентите, значи не само за ова болест, за сите заболувања се трудиме пациентите да може да живеат најнормален живот. Значи да не ги ускратуваме од исхрани, посебно диети, кај некои, посебно кај мултипла склероза пациентите не јаделе ова, не јаделе она, слушнале ова, меѓутоа тоа медицински не е оправдано. Значи само здравиот начин на живот, физичката активност исто, значи физичката активност кај пациент со Паркинсонова болест е најдобриот лек. Ако тие се физички... Значи има вистина во тоа, дека физичката активност што порано ако се примени, тоа значи дека ќе се успорат симптомите, односно прогресот на болеста. Прогресот на болеста секако. Каква физичка активност им препорачуваат? Па пешачење, возење велосипед, сега за пливање, нели не би можел да кажам, тоа треба помош во тоа, меѓутоа пешачењето и тоа пешачење на поголеми далечини, возењето точак, работење во градина, физичка активност, домакинките дома, нели, при подготвување, при чистење, сета таа физичка активност, затоа што ние можда пред едно 10 години не посети еден колега доктор од Америка, кај кој е диагностирана Паркинсонова болест и кој прима само минимална количина допамински агонист, овој прамипексол што го спомнавме, меѓутоа он да ја подигне свесноста за тоа дека физичката активност многу помага, он со точак го обиколуваше светот и така дојде и во Македонија и одржи едно предавање на нашата клиника, баш околу тоа дека тој со физичка активност и со само една таблетка, мислам дека 10 години ја држеше болеста под контрола. Како реагираат пациентите кога ќе им споменете дека физичката активност е всушност еден од подобрите лекови? Значи имаме многу пациенти кои се физички активни. Значи ќе ви кажат професоре, ние на кеј шетаме по 5 километри, се движиме. Значи има пациенти кои се навистина физички активни и веројатно кај нив и болеста е подобро контролирана. Меѓутоа имаме пациенти, тоа посебно кај повозрасна популација, кои се дома, ќе им кажем, вика, јас имам гонартроза, не можам да пешачам,
Значи, тука тие се ограничени од други коморбидитети кои ги ограничуваат во движењето, меѓутоа една утринска гимнастика човек да направи. Така, виж, без дома нешто, истегнување, да. така. Тоа сепак е една физичка активност која ни секако ќе им помогне во справувањето со болеста. Се е подобро од ништо, Се е дури подобро од минималната ништо, да, активност. да. И сосема на крај, дали постои нешто како превенција од Паркинсонова болест? Нешто што би можеле да го упатите до сите гледачи како совет за да се спречи појавата на ова невролошко заболување? Некоја посебна превенција не Нема. постои. Еве, физичката активност е веројатно една од тие што превенира и диабет и све друго, така да и веројатно и овие невродегенеративните болести, така да физичка активност, здрав начин на живот, веројатно ќе придонесе болеста покасно да дојде до израз. Професор, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што на еден убав начин ја обработивте оваа тема. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви посакувам пријатен ден.